Имаме двајца коли во Upshift, кои што се од неформално Да, образование. така му доаѓа. Имаме двајца колеги, како и на факултет, кој што мислам дека треба да биде само одскочна даска, така и ова можеби. Ако не се вложиш, ама подложување ова го мислам во буквална смисла на зборот. Максимално. Ама моментот кога едноставно не можеш и овака ќе ја паднеш главата, тука треба да се исправиш и да продолжиш. Без тоа џабе, но има и такви, има и такви. Конкретно имаме двајца колеги на работа кои што се од не тоа формално образование. Ја верувам дека се подобри можеби од некој што би бил со или не. Како и да. Познаваш да речеме некој што го завршил да речеме тоа образование такво кој што е и одеднаш мисли дека апа ја свезнам се и доаѓа во фирма и кога ќе се соочи онака со реалност вика да, има и термини, сленг термини за истиве однесувања, затоа што многу често во Македонија, поготово сега, каков е сленгот кажеш, не знам. Принцези. Така. Без затоа што доаѓаат да речеме во некоја слика, во некој мајндсет каде што окей, ова све знам, све имам направено, ме научија мене, јас имам завршено на кој да е технички факултет или не е битно каде, имам десетки, не е ни битно, ама јас сум го завршил сето тоа. Најболи бев. И најчесто на интервјуата се, зашто се ова? Зашто се ова? Но тој бројот на такви луѓе морам да кажам дека се намалува, се надевам дека од фидбек, зашто ние конкретно викаме, слушај, ова го имаше сгрешено, вака и вака, тие ти се грешките. Тоа е например процесот кај нас. Други компании сигурно зашто и јас сум бил дел од тој мајндсет на слушај, завршив на Финки, всушност ја не завршив, ама ќе завршам на Финки. Ама на други викаш дека си дипломиран. Баба ми има. Да, не гледаат во моментов. Да, не гледаат во моментов.